Пропадна и четвртиот поред тендер на Евана Хоум откако Електрани на Македонија, иако најавија, не доставија понуда за струјата за снабдување на домаќинствата. Претходно ЕСМ не се јави зашто немаше оформено цена која ќе ја понуди, но владата пред 2 дена на затворена седница донесе одлука за новата цена, па сега времетраењето на тендерот е главен проблем. Како дошло до ова несогласување, барем засега објаснување нема. Одлуката од владата во однос на препорачаната цена и количини на електрична енергија со кои АДСМ треба да се јави на тендерот на Евана Хоум за 2022 се однесуваат на 6-месечен период, додека актуелниот тендер за Евана Хоум е распишан за 12-месечен период. Од тие причини АДСМ денеска не поднесе понуда и ќе се јави на следниот повик на универзалниот снабдувач кој треба да се однесува на периодот јануари-јуни 2022 година. Неофицијално проблемот е што ЕСМ нема обезбедена доволно струја со која би се покриле 100% од потребите на граѓаните и малите потрошувачи за сите 12 месеци. Според информациите, следниот тендер ќе се одржи на 14 декември и ќе се однесува за периодот пола година. Инаку ниту на претходните 3 тендери ЕСМ не поднесе понуда. Тогаш причината според државните електрани беше тоа што не била изготвена пресметаната цена по која струјата ќе се продава на универзалниот снабдувач. Во меѓувреме Македонија се наоѓа пред сериозна енергетска криза. Граѓаните не можат и мака мачат како да си ги исплатат сметките, а владата да го прифати планот на опозицијата за граѓаните да не го почувствуваат ценовниот шок, велат од ВМРО-ДПМНЕ. Ја доведоа државава во тешка кризна состојба и сега се нафаќаат да продолжат со менаџирање, со состојба која што тие направија кризна. Јас не гледам дека тие би биле решение на оваа криза. Решението наше, ние го кажавме, тоа се само исклучиво брзи предвремени избори. Се друго би било само продлабочување на кризата и одолговлекување со една ваква тешка власт. Инаку од 1 јануари струјата најверојатно ќе поскапи за околу 10%, но за новата цена на струјата последниот збор ќе го има Регулаторната комисија за енергетика.